Холандскиот амбасадор ги извади дипломатските ракавици. Неговата изјава каде посочува дека Македонија тоне во корупција не е изненадување, велат дел од познавачите. Ова не е прв пат дипломатски представници да упатат силни критики кон Македонија и состојбите во правосудството. Она што е невообичаено е што за прв пат со остар тон и без дипломатскиот стил на соопштување, Дирк Јан Коп кажа што мисли за Македонија и патот на државата кон Унијата. Поранешниот амбасадор во Лондон, Јован Донев, вели дека ова треба да ја замисли македонската влада, бидејќи Коп е гласноговорник на холандската држава и го кажува она што Холандија го мисли. А Холандија е една од државите во Европската унија кои имаат строги критериуми за владење на правото. Владењето на правото е еден од слободите на Европската унија. Слободата на изразувањето, нели, и така натака, да не ги набројувам, меѓутоа владењето на правото е основата на секоја една држава. Ако немате владење на правото, вие немате демократија. Тоа е основно правило и ние не можеме да зборуваме за европски вредности ако имаме невладење на правото. Значи, нема што ние да бараме во Европската унија. Компромиси Европската унија не може да прави со ниту една држава која што претендира каде што постои систем на невладење на правото. Според Донев, Македонија не може да очекува компромиси додека не си го реши проблемот со корупцијата, која што последниве години се чини како да е распространата од најнизок до највисок ешелон. Тоа Македонија ќе ја чини многу. Ако сите јадеме со ноши вилјушка и дојде некој да јаде со раце на истата маса, нема да ве прима да седнете на истата маса со тие луѓе. Тоа ви е истата ситуација и сега со владењето на правото. Според Донев, најголемата причина за тоа што Македонија се уште е во чекалницата на Унијата не е тоа што не се внесени бугарите во уставот и да ги внесеме, вели Донев. Корупцијата ќе биде главната причина зашто повторно ќе се соочиме со нова кочница. Слична изјава имаше и универзитетскиот професор Јанкуловски, кој за Алфа рече дека ветото на Бугарија кон Македонија се чини дека е како кецна десетка на Европската унија, оти државата тоне во корупција. Пред само еден месец Холандија реагираше и за измените на кривичниот законник. Тоа го призна и вице-премиерот Маричик. Иако многу европски земји реагира преку Европската комисија, Холандија беше државата која е билатерално изрази загриженост со измените со кои се дава можност за поголема наказнивост. Пролетта холандскиот амбасадор Коп повлече проект во вредност од €1.000.000 за зајакнување на ефикасноста, отчетноста и транспарентноста на судскиот совет. Ова се само дел од критиките од Холандија кон Македонија, особено за делот на корупција и владење на правото во државата. Пред само 5 месеци холандскиот амбасадор во земјава потсети дека единствената причина поради која што Холандија се согласила со одлуката за почеток на пристапни преговори на Македонија со Европската унија било токму гарантирањето дека ќе се процесираат предметите на поранешното СЈО. Она што ние напротив го гледаме е дека сите случаи на СЈО еден по еден тонат, а тоа е многу лош развој, рече Коп во мај. Инаку Холандија е земја членка која нема проблем да стави вето на државите кои не ги исполнуваат стандардите на европското семејство. Токму Холандија стави вето за влез на Бугарија и Романија во Шенген зоната, баш заради корупција и криминал, а од истите причини претходно стави и вето на Албанија за кандидатски статус.